Гости сме денеска во штипската модна конфекција Астибо. Има вработено околу 3600 работници, од тие 3150 се жени. Прв наш домакин е Лилјана Антоловиќ. Лилјана, неколку збора основни како запознавање, да речеме. Јас сум раководител на женска моделара. На ова работно место работам околу 5 години. Иначе, конкретно мојата работа се состои во припремање на колекции, како нивното моделирање и изведбата до крај. Имаш и две деца, Лиле, како ти се викат? Марија и Игор. Чии имиња носат? Па, ќерка ми, можда, случајно, уствари, го носи името на мојата мајка и свекрва ми, а син ми го носи името што го одабравме јас и Маша. Кој има повеќе слободно време од вас двајцата? Сопругот или ти? Па, слободно време имаме подеднакво, само можда не е добро, мислам не е еднакво распоредено, додека он, речемо, се одмара, јас се занимавам со други домашни работи, пеглам, средувам нешто и така. Колку имаш време да прочиташ нешто, да речем? Па, може да кажам дека немам баш време да читам, али најдам помалку, вие модни часописи, женски, Што ти треба за работа? Да. Султана Джидрова е директор во Астибо. На која организација сте, Султана? Јас сум вршител на должноста директор на основната организација на Сдружениот труд Женска програма. Колку влијае тоа што работите во организација во која поголемиот број, всушност и најголемиот број се вработени се жени на тоа да вие имате раководно работно место како жена? Дали влијае тоа? Јас мислам дека тоа не може да има никакво влијание, бидејќи на работно место се поставуваат луѓе според потребата на обавување на одредени работни задачи. Интересира како реагираат, да речеме, како се однесуваат спрема вас како директорка? Мислам, моите соработници дали се однесува на директори на основни организации или соработници на кои што сум им јас директен предпоставен. Тоа се нашиот организаторски кадар во основната организација, барем за сега не сум имала никакви проблеми. Уште еднаш ќе кажам, можеби од респект, бидејќи сум јас малку и повозрасна од ними, а можеби и затоа што секој се докажува преку собствената работа и преку односот кон своите соработници. Дали сте ангажирани во општествено-политичките организации, било во Астибо или во градот? Порано бев дури и председател на конференцијата за општествена активност на жените на град Штип. Еден извесен период бев и во председателството на конференцијата на жените на Југославија, а до неодамна, до 7-миот конгрес, јас бев и секретар заправо на фабричкиот комитет на Астибо. Токму затоа, Султана, вас би можеле да ве запрашам. Сигурно сте слушнале, знаете, дека најчесто се забележува, се истакнува дека жените ги има малку во самоуправните органи, во општествено-политичкиот живот. Каде се причините според вас?
Според мене не се тоа однесува за неинтересот или непостоење на интерес на жената да учествува во тај општествено-политички живот или самоуправен. Кај нас и тоа не е случај, бидејќи од тие 96% колку што не има во програмот жени, околу 85% се во самоуправните органи, исто толку учествуваат во животот на општествено-политичките организации. А воопшто? Меѓутоа, уопшто земено, сметам дека жената се уште е оптоварена со низа домашни проблеми, поради недостигот на разни сервизи, установи кои што ќе и превземат дел од работата. Треба една само подобра организација на домашните обврски и на работните, за да може да се постигне се што сакаме да постигнеме. Постојањето на детските установи и на разни други служби за помош на не велам на жената, него на вработеното семејство, во многу ќе овозможат на жената и како работник, и како мајка, и како домакинка, и самоуправувач, да го најде своето вистинско место во нашето општество. Пред нас е макетата на првата детска градинка што ја прави Астибо за своите потреби. Има капацитет од 260 деца, ќе ја пуштите во мај, нели? Да. Веска Радева е најдиректно вклучена во изведувањето на оваа детска градинка. Веска, работите во стопанска гранка која се смета за нискодоходна. Во голема мерка тука се наоѓаат причини по тоа што работува најмногу жени. Има мислење дека жените во подоста учествуваат во бројот на тие изгубени работни часови поради боледување. Дали и колку може на жената да и се навистина префрли едно такво размислување? Па мислам дека тоа мислење не е во потполно исправно, бидејќи имаме примери од нашата работна организација дека жената е отсутна за нега на болно дете, по пороѓајот оние законски денови кои следуваат. Меѓутоа, таа е отсутна и за нега на други членови од семејството, што значи лично таа многу малку зема болување за себе, а многу повеќе за нега на член од семејството. Дури имаме примери да ако сопругот е болен, таа зема оправдано неплатено отсуство и го негува, или пак свекор тежок болесник во домот, и пак жената е таа која ќе го користи боледувањето и ќе отсуствува од своето работно место, што секако има одраз врз нејзиниот развиток како работник, бидејќи кај нас е ланчен систем на производство и секој отсуство на една работничка од работното место се одразува врз продуктивноста која ќе постигнат и другите работнички. На тој план целата бригада од 30 работнички ќе го почувствува отсуството на таа работничка. Каде се гледа решението, да речеме, на таквите проблеми што се јавуваат во природната, биолошката обнова на човечкиот род, да речеме?
Мислам дека мора да имаме поголеми, да имаме едно системско решение на ниво на федерација. Жената е таа која раѓа, која ги негува децата и со години, мислам, нема да имаме можност мажот да биде тој кој ќе зема болување за нега на децата, макар да тоа законски е дозволено. И сметам дека општеството мора да најде една регулатива која ќе ја овозможи на жената да не отсуствува така од работа и да не биде таа главниот столб на семејството за негово подигање и одгледување. Тоа зависи колку жената ќе имаме повеќе на раководни функции во општествено-политичкиот живот, било во работните организации и пошироко. Ја среќаваме најчесто жената како добар работник, меѓутоа многу поретко ја среќаваме како добар самоуправувач или уште помалку како општествено-политички работник. Па мислам дека отсуството на овие служби кои ги наведувам за помош на вработеното семејство е основна причина. Далеку помалку е присуството на традицијата и на желбата на жената да се исклучи од општествено-политичкиот живот. Кај неја желбата е постојана, нормално таа сака да се докажува не само на работното место како работник директно вклучен во процесот на производство или пак како домаќинка и мајка, нормално дека таа е општествено битие кој сака да се докаже на тој план. И ако постојат вакви служби кои ќе овозможат и ја растеретат од полно домашни обврски, и те како ќе жената далеку биде повеќе вклучена во општествено-политичкиот живот, а меѓутоа мислам дека и кај жените постои една мала опуштеност и тие самите не се доволно завземаат, не се ангажираат, некако има некое сваќање дека ете, политиката и се друго е повеќе за мажите, а везањето можеби и ред други домашни обврски се само за неа. Али не се тоа примери. Тоа се исклучителни примери, поголем дел од помладите жени и те како сакат да се и не само да сакат, него и настојуват и се вклучени и нивниот број од ден на ден се поголем. Поретки ќе бидат примерите кога таа ќе биде врзана до шпоретот дома и до сите домашни работи, а поголем ќе биде бројот на жената вклучена во разните како делегат, како општествено-политички работник и така натаму. Според тоа ни се наметна само по себе и прашањето на хуманизацијата на половите. Какви се размислувањата ваши? Мислам дека родителите во процесот на воспитувањата не треба да прават разлика помеѓу машкото и женското дете, така да децата од најрана младост, воспитувани во тој дух, ќе растат со такво сознание и во својот живот не ќе прават разлика меѓу работа, меѓу машка и женска работа, не ќе поделат, а тоа секако води кон тоа и во полоснежниот живот да имаме растеретување на семејството од обврски кои денес се само припишуваат на жената, а со едно такво сознание, со едно такво правилно воспитување, тие работи ќе бидат поделени меѓу мажот и жената ќе има далеку повеќе можности да биде ангажирана надвор од домот, на работното место и во општествено-политичкиот живот. За се она за кое се залагаме досега, мислам, наредните генерации во потпуност ќе го остварат, бидејќи преку сите мерки кои ги презема нашето општество на планот на воспитувањето и општественото згрижување на децата, води кон тоа да нема разлика меѓу половите, да сите и машките и женските работи не се прави разлика меѓу нив и ги обавуваат и едните и другите.